Најпрво би сакал да им се заблагодарам за гостопримството и за навистина добрите разговори кои ги направивме додека ги разгледувавме сите интервенции направени тука во Државното средно училиште и регионален центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски во Охрид. Практичното образование е одличен системски решен начин на градење вештини потребни на пазарот на работна сила. Со ова им се дава шанса на младите луѓе да се стекнат со квалитетна практична настава и можност да се насочат кон професии кои се навистина барани на пазарот. Тие имаат поголема шанса да се вработат и да остварат приходи веднаш по завршувањето на образованието. Со пристапот поттикнуваме и потесна соработка помеѓу компаниите и училиштата и овозможуваме побрзо и поедноставно да се покрие недостигот на стручен кадар кој се уште постои. Драго ми е дека денес имав прилика да направам увид во работите за целосно реновирање и реконструкција на едно од најстарите средни училишта во земјата, училиштето во кое денес сме присутни Ванчо Питошевски во Охрид. Со повеќе од 108 милиони денари од буџетот на Министерството за образование и наука, целосно се реновира училишниот објект, вклучително и ученичкиот дом кој е дел од овој регионален центар. Предвидено е и да се набави врвна професионална опрема за практична работа за усовршување на стручноста на учениците во угостителството и врвното хотелиерство. Оваа инвестиција која ја прави владата на Република Северна Македонија и Министерството за образование и наука е влог во иднината на младите луѓе и во Охрид и во земјата. Системскиот пристап за формирање на стручен кадар со знаење и вештини релевантни за потребите на индустријата е начин кој пред се ќе им овозможи на младите луѓе да станат поконкурентни на пазарот на труд, но и да си ја креираат својата професионална иднина дома. Сакам исто така да истакнам дека ова не е единствената успешна приказна за трансформација на училишните објекти во Охрид и Охридско во современи објекти. Речиси и да нема необновено основно и средно училиште со поддршка на владата. За сите основни и средни училишта се обезбедија нови покриви, нови енергетски ефикасни прозорци, врати и фасади, нови подови и санитарни јазли. Изградени или обновени се повеќе спортски сали, набавена е нова училишна опрема и соодветни нагледни средства за кабинетите за стручните предмети. Сметам дека тоа е вистинскиот начин на кој ние како влада треба да се грижиме за нашите ученици и при тоа да им обезбедиме што подобри услови за нивниот развој. За крај сакам да потенцирам дека наставниците се исто во нашиот фокус, тие се столбот на кој се подпираме и кои несебично се вложуваат за идните генерации. И понатаму го сметам за неодговорно блокирањето на законот во собранието, кој за 4500 наставници предвидува решавање на статусот со вработување и зголемување на платите. Со зголемувањето од 10% во 2020 година, заедно со претходните покачувања, 2 пати по 5% за само една година, вкупното покачување на платите во основното, средното, високото образование и во науката ќе изнесува 20,6%. Ова е нашиот сериозен влог во грижата за стандардот на вработените во образованието и во науката. Ви благодарам.